Поштована колешке, земам збор за не дека сакам да ви се обратам како реплика, туку чисто мислам дека е важно да се каже, да се знае и да се крупната разлика која што е промена во ова законско решение, апропо претходното законско решение, е во начинот на избор на членовите на судскиот совет. Тоа е точно. Дали имавме ние дилема околу тоа дали да биде како начинот на избор како што ДКСК ги избиравме, или овој кој што исто така е демократски начин на избор, каде што се вклучени повеќе различни институции, е точно. Дали сметаме дека и овој начин ќе доведе до многу поголема транспарентност? Да, сметаме дека ќе доведе. Дали начинот како избор на ДКСК сметате вие и Брисел дека ќе има подобра транспарентност? Да. Во секој случај и со едното законско решение и со другото, односно решение за избор, ние одиме чекор напред кон транспарентноста, отчетноста и подобриот правен систем. И мислам дека тука можеме да се согласиме. Но, она кое што јас сакам да го потенцирам е следното. Ние имавме избрано Државна комисија за спречување на корупција во 2018, мислам дека биравте, тогаш јас не сум бил член на собранието. И вие, како управувачко мнозинство, тогаш направивте една Државна комисија за спречување на корупција. Понатаму во 2020 и некоја, кога вие како член на тогаш управувачкото мнозинство, власта, што би се рекло во собранието, повторно избравме Државна комисија за спречување на корупција. Истиот начин, вие сте биле мнозинство и во првиот пат и во вториот пат, и гледаме дека не е се до начинот на избор на луѓето. Не знам дека се согласите, според мене клучна работа во јавната функција, клучна работа во именуваната функција, во она што значи државност, е дали вие како човек имате интегритет или немате. За мене тоа е клучно. И затоа не сметам дека било кој треба да има било каква политичка суета, доколку решението кое што сме го предлагале, кое што сум убеден дека е и транспарентно и демократско, многу повеќе него ли сега, ќе го замениме со ова кое што еве сега го предлагаме како управувачко мнозинство. Но она што за мене останува императив и во Комисија за политички систем, и во собранието е да правиме целосна контрола и надзор барем на оние институции на кои што им ги гласаме извештаите и на сите институции на кои што им гласаме буџет, бидејќи собранието е највисоката политичко-правна институција во рамки на нашиот систем политички. И затоа земам збор да кажам да, ние сметаме дека Република Македонија треба да продолжи трет пат поред да биде држава која што направила највеќе реформи од Западен Балкан, и на тоа работиме. Сметам да, Република Македонија, ние како управувачко мнозинство, ние опозицијата, сме должни повторно трет пат поред први да ги добиеме парите од Брисел, и сум убеден дека ние како управувачко мнозинство и вие како опозиција заедно трет пат поред повторно ќе донесеме највеќе пари во Република Македонија од Брисел, и тоа е работа која што сте ние овдека заедно треба да си ја честитаме. И мислам дека треба да научиме дека има работи за кои што мораме да имаме и можеме да имаме различно мислење, но има работи за кои што мора да бидеме заедно, како што се реформскиот пакет на закони, кои што го носиме доминантно или претежно во Комисијата за политички систем. Сакам да кажам, затоа иземав збор, сакам да кажам дека да, точно е, го менуваме начинот, да, точно е, ќе биде овој начин кој што и вие го предлагате како опозиција, и тука нема дилема, но сакам да остане забележано и запишано дека според мене лично клучно е дали еден човек има интегритет и дали има
дигнитет да работи за државата од утро до вечер, честно, поштено и транспарентно. Тоа не е детерминирано од начинот на неговиот избор, туку за тоа кој е човекот и во иднина, како председател на комисијата ќе иницирам голем број на надзорни и расправи и контроли на сите оние кои што сме ги избрале во рамки на собранието. Благодарам.